Последни вести денеска, добро вечер. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинение за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот против 21-годишниот Васил Јованов, кој пред 2 месеца на партизанска ја усмрти Фросина Кулакова. Сандра Спасовска со детали. 2 месеци по трагедијата на партизанска во која загина младата Фросина Кулакова, обвинителството поднесе обвинение против возачот Васил Јованов. Тој се товари за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од член 300 став 2 во врска со член 297 став 1 од кривичниот законник, дело за кое е предвидена максимална затворска казна до 20 години. Во обвинението се наведува дека Јованов на 29 јануари годинава, кога смртно ја прегази Фросина Кулакова од Неготино, поминал на црвено светло, без возачка дозвола, под дејство на алкохол и со двојно поголема брзина од дозволената. На 29 јануари, 15 минути пред полнок, обвинетиот без воопшто да поседува возачка дозвола, управувал патничко возило Peugeot 207 во сопственост на неговиот татко. Не се придржувал кон прописите и со тоа свесно го довел во опасност животот на луѓето. Автомобилот го управувал под дејство на алкохол, односно со 0,80 промили алкохол во крвта, но и со брзина на движење од 91 км на час, што е речиси двојно поголема од дозволената. Од силината на ударот, како што посочуваат од обвинителството, младата девојка била исфрлена во воздух и удрила во семафор. Од здобиените тешки телесни повреди починала на самото место. Кога дошол пред обележан пешачки премин на крстосницата меѓу булеварот Партизански одреди улицата 29 ноември, продолжил со движење на вклучено црвено светло на семафорот, кој сигнализирал забрана за минување, и со предниот лев дел од возилото кое го управувал удрил во телото на пешакот Фросина Кулакова, која поминувала на обележан пешачки премен и зелено светло за пешаци. Од обвинителството велат поради сериозноста и тежината на кривичното дело, возраста на обвинетиот, објектот на заштита, било побарано од судот мерката притвор да биде продолжена. Водата во Крива река е опасна по здравјето на луѓето по хаваријата во рудникот Тораница, вели градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски. Според него, во водата има 10-кратно повеќе присуство на метали и најави дека ќе поднесат и кривична пријава. Повеќе од Јорданчо Цветановски. Водата во Крива река е опасност по здравјето на луѓето. Откако пред 2 недели избила хаварија во рудникот Тораница Булмак, пошто реката е сериозно загадена и обоена во сива боја. Градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски изјави дека водата во реката има 10-кратно повеќе присуство на тешки метали, особено олово. А уште пострашно е што поради хаваријата сериозно е загадена и почвата и земјоделските насади во околината, а во ризик, вели тој, е ставен и сточниот фонд. За неколку стотици пати е зголемена концентрацијата на цијанид, фосфор и азот во Крива река. Затоа го повикуваме јавниот обвинител итно да преземе мерки за санкционирање на сторителот на ова загадување, тоа согласно член 218 од кривичниот законник, кој што предвидува затворска казна од 4 до 10 години за оној кој што со непридржување на прописите за заштита на животната средина ќе го загади воздухот, почвата, водата, водната површина или водотек во поголем обем или на пошироко подрачје. Митовски најави дека општината ќе баре и кривична одговорност за оваа хаварија и повика обвинителството да реагира. Запрашан за тоа дали е загрозена водата од градскиот водовод поради загадувањето, Митовски кажа дека истата не е доведена во опасност и додаде дека ги почекаат и официјалните резултати. Во меѓувреме од Министерството за животна средина потврдија дека рудникот е казнет со 200.000 евра, а одговорното лице со казна од 10.000 евра. По извршен вонреден инспекцијски надзор од страна на Државниот инспекторат за животна средина, утврдено е дека од страна на Булмак, подружница рудник Тораница е сторен прекршок од трета категорија, за кој казната е максимална и изнесува 180.000 до 200.000 евра и 10.000 евра за одговорното лице. Соопшти од Министерството за животна средина. Еколошкиот инцидент се случил на 14 март во утринските часови, помеѓу 6 часот и 30 минути и 7 часот. Според известувањето од рудникот, пукнала цевка преку која се носела технолошката вода од толожникот за јамски води до погонот флотација, која не содржала хемиски средства, бидејќи била истечена пред да дојде во погонот на флотација, но била заматена.
На денот на случувањето истек на јамска вода во Крива река, овластени лица од компанијата веднаш пријавија до надлежните институции за навремено и соодветно да постапат согласно пропишаните правила и протоколи. Велат од компанијата Булмак. Водата од цевководот за јамска вода, освен природни механички нечистоти мобилизирани од поројниот тек, не содржи никакви хемиски или друг вид супстанции и материи кои што се резултат на технолошкиот процес од флотацијата на рудникот Тораница. Велат меѓу другото од компанијата. Поранешните градоначалници на Кочани, Радко Димитровски и Никола Илиев, осомничени за трагедијата во дискотеката, остануваат во куќен притвор, соопшти апелацискиот суд во Штип. Судот ги отврлил жалбите на осомничените и на адвокатите и на основниот јавен обвинител од Кочани против решението на Кривичниот совет на Кочанскиот суд, со кое мерката притвор се заменува во мерка куќен притвор. Судот ја прифатил жалбата на обвинетиот Димитровски во делот на решението за привремено одземање на патна или друга исправа. 8 повредени од дискотеката Пулс ќе бидат пуштени на домашно лекување, а 9 кои се лекуваат во странство се враќаат денеска, информираше министерот за здравство Таравари, кој потврди дека сите пациенти се на трошок на државата. До денеска од владата во понеделник или вторник се пуштени во сметките на семејствата, тие сметки што се дадени. Може би има некој случај што не дал сметка кај што треба да биде пуштено. Меѓутоа, владата сите трошоци, буквално сите трошоци на сите пациенти се покриени. По најавата на лидерот од опозицијската СДСМ Венко Филипче дека следната недела ќе иницира лидерска средба по пожарот во Кочани, од владата велат дека кај нив нема стасано официјално барање, но дека се отворени за секаков предлог кој што има за цел да помогне. Андријана Лазова-Божиновска. Владата и премиерот Мицкоски се отворени за секаков предлог и иницијатива која ќе биде од помош. Ова е одговорот од таму по најавата на опозицијскиот лидер Венко Филипче, дека ќе побара лидерска средба меѓу најголемите партии по трагедијата во Кочани. И од владеачката ВМРО-ДПМН потенцира дека партискиот претседател стои на располагање, но сметаа дека за тема како оваа треба да се побара средба преку официјални канали. Она што е факт е дека до нас не е пристигнато официјално барање ниту до владата, ниту пак има иницијатива од СДС, гледаме само најави преку медиуми. Вакви сериозни ситуации налагаат сериозен пристап. Владата и премиерот се отворени за секаков предлог и иницијатива која би помогнала. Дека ќе побара да седнат на маса за заеднички да скројат план за решение на главните државни проблеми. Филипче најави на хуманитарниот телетон на Канал 5 кој се одржа синоќа. Тој кажа дека преку единство и обединување треба да се преземат конкретни чекори за длабоки реформи во секоја сфера. Следната недела јас ќе повикам на лидерска средба во собранието на лидерите на најголемите политички партии на кои што сакам да го презентирам мојот план, што јас мислам дека ние требаме и имаме обврска да направиме за државата. На страна од сите коалиции, на страна од сите коалиции во опозицијата и на страната на власта сега во овој момент. Да се направи тоа што суштински треба, вистински реформи во правосудството. Да се направи тоа што суштински треба за да се промени здравствениот систем, да се почне изградбата на клиничкиот центар. Собранискиот спикер Гаши за Канал 5 кратко изјави дека доколку има барање за лидерска, тој со задоволство ќе биде домакин. Опозицијската ДУИ пак оценува дека приоритета да се уважи нивната иницијатива во рамки на собранието. Прво треба да се основа парламентарната комисија со меѓународен надзор, а потоа ќе треба да се размисли за лидерска. Од тука ги повикуваме сите пратеници кои не сакаат една од најголемите трагедии во државата да заврши со селективна правда. Стои во одговорот од ДУИ. Од вреди пак вела дека опозиционерите заеднички имаат обид за политизација. После најавите од СДСМ дека ќе барат анкетна комисија за Кочани, која очигледно е во координација со нивните пулени ДУИ, кои наивно веруваат дека може да се представат како лажни жртви на политички прогон. Господинот Венко Филипче потврди дека има намера да ја политизира колективната трагедија и со тоа нема кредибилитет да повикува на лидерска средба. Доволна им е координацијата со ДУИ, велат од коалицијата Вреди. Тоа беше се. Пријатна вечер.